подпредседателе. Господине Макредули, повторно, ќе се придружиме во момент кога ќе ги добиеме на увид сите податоци за увозот на отпад и за увозот на петрол коксот, на нафтениот кокс во Република Македонија, за кој што да подсетам, во време кога Ставревски беше министер, ние ги зголемивме давачките токму заради тоа што е најголем загадувач, а вие ги укинавте давачките за петрол коксот. Со што предизвикавте многу фабрики и фабричиња низ Македонија да го користат како ресурси да се зголеми загадувањето. Она што нас не интересира, господине Макредули, е да ги видиме списоците на тие компании, кои се па да видиме колку од нив се во Струмица, колку од нив се во Тетово, колку од нив се во Ресена, се во собственост на струмички фирми, на пример, еве, ќе ви дадам еден тизинг, кој ќе ме свати, ќе ме свати. Од тој аспект, вашиот настап, јас верувам дека вие искрено имате намера, господине Макредули, позитивно околу оваа тема, ве познавам повеќе од 10 години и не се сомневам во вашиот личен приод. Проблемот е, господине Макредули, во тоа што не покажавте никаков капацитет со конкретни резултати во минативе 3 години, прва работа. Втора работа, манипулирате со бројки, кога ви одговараат бројките, покажувате графикони, кога не ви одговараат, велите дека се од AliExpress. И трета работа, господине Макредули, јас верувам дека вас не ве прашале за оваа мерка за укинување на давачките за петрол коксот. Верувам. А ако ве прашале и сте дале согласност, тогаш јас лично ќе бидам разочаран од вас. Затоа, господине Макредули, кога пред 2-3 недели сте барале податоци од царината на Република Македонија според нашите информации за увоз на отпад, сте биле одбиван. Сте биле одбиван заради тоа што постои опасност да се види кои се тие компании кои што најмногу увезуваат отпад во Република Македонија и петрол кокс. И како тие компании се поврзани со бизнис олигарси многу блиски до Социјалдемократскиот сојуз. И затоа цела оваа битка е лицемерна од ваша страна, не лично, туку како политичка гарнитура. И не ги сваќајте лично работите. У принцип, вие најмалку сте криви, сте случајно најден на таа позиција. Да бидеме искрени. Нас ни е мило што поранешен пратеник извршува клучна позиција, ама ги знаеме односите како доведоа до целата таа состојба. Втора работа, господине Макредули, која што сакам да ја потенцирам. Многу ви е погрешен начинот да излезете на говорница денеска прв или втор говорник и да кажете дека се решаваат проблемите и се е подобро, во момент кога заради климатските услови во Скопје до 2,5 саат не се дишеше. Сега е различно ако излезете, заради тоа што дувна ветар, се расчисти небото, се растргаа облаците и може до некаде да се диши, ама утринава докај 2 часот беше натежнато времето и не се дишеше. Така е, господине Макредули, најчесто и во Тето. Така е, господине Макредули, најчесто и во Велес. Така е, господине Макредули, најчесто и во гасифицираната Струмица, нели? Каде што па најмногу слушам се користил петрол коксот во последниве 2 години. Така е во Битола, така е во Кичево и во многу други градови. И сега вие избирате стратегија да влезете во конфликт со пратениците од опозицијата, да ги обвините за се лошо што се случува во држава и после да речете дајте заедно да градиме стратегија. Не се прави тоа така, господине Макредули, ако се сака искрено. Затоа ви реков, дајте ни го списокот за увоз на отпад и кокс во Македонија, прва работа. Втора работа, објаснете зошто не сакате да се донесе законот за забрана на увоз на отпад. Еве денеска и колешките од Дом ве молеа и ние ве молев. Не икете. Кој бизнес интерес се крие за тоа, господине Макредули, ќе ни одговори некој? Ќе најде, и Горан ќе најде оправдување, не е проблем, он е еден од поискусните и подобрите пратеници во собранието. 100 добри оправдувања процедурални ќе најде. Ама за тоа се гледа дека СДСМ нема намера и нема желба да се донесе тој закон. Нема намера и нема желба. И сега вие испаѓате и кажувате, ние се бориме за екологијата. Не се борите, Јани. Се борите. Целиот наштаб денеска вие да ни објасните колку физибилити студии, колку програми сте направили, што ве пофалила. Замислете шведската амбасада во Сараја. Мислам, а во исто време луѓе во излегуваат на улица и дишат цврста материја. И чувствуваат. Во сите градови, викендов си бев во мојот роден град. Кога влегувате од Велес, мислите дека влегувате во зона на Самрак. Ајде да видиме и во Велес кои компании користат такви
увозни отпади и коксови за согорување. Ај на тој начин да го најдеме проблем. Зошто, господине Макрадули, вие како најповикан представник на Социјалдемократскиот сојуз во областа животна средина, не ги повикате вашите пратеници да ни се приклучат нас и на колешките од дом, да се донесе законот за забрана на увоз на отпад. Или ќе се повикуваме на Базелската конвенција, чиниш се друго испочитувавте. А Уставот го прекршивте 5 пати во собрание. Уставот го прекршивте 5 пати во собрание. Око не ви трепно е некоја Базелска конвенција за која што никој од нас до вчера, вие пред да ја спомнете, не ни знаевме дека постои. Понатаму, да прочитам неколку податоци што невладините организации често ги споделуваат. Вика, за секој километар од автопат од Кичија во Охрид ќе се потрошат со новиот анекс 10,5 милиони. Толку ја качивте цената. Вие се бунтувавте тука кога ни објаснувавте дека 6 милиони се многу. Мислам дека на второто столче седевте кај што седи сега Владко Ѓорчев. Кажувавте дека многу се 6 милиони. Страшно се многу, ама вашата влада, господин Јане Макрадули, ги зголеми на 10,5 милиони. Ама за борбата за загадувањето на ниво на цела држава, според податоците на невладините организации, ќе се потрошат 6,5 пати помалку. Политичките партии од буџетот ќе добијат 4,5 милиони евра, ама за борба против загадувањето 3 пати помалку. Над 2 милиони евра со ребалансот на минатата година се тргна од областа за заштита на животната средина, заради тоа што не сте знаеле како да ги искористите. Според извештајот на Европската агенција за животна средина во Македонија годишно на ниво на цела држава, Горан ви кажа за Тетово и за Скопје, умираат 3200 луѓе. И знаете што е тука? Вие може сега да излезете, господине Макрадули, и да зборувате и за Коце Трајановски, може да зборувате, дури може да зборувате и за Методија Гочевски како градоначалник на Гази Баба 94 година. И ќе ви кажам, да, една од грешките на ВМРО ДПМН во минатиот период беше заради тоа што не обрна доволно внимание на заштита на животната средина. Иако направивме 10 пати повеќе од тоа што вие сте направиле во овие 3 години. Тоа што следи во новата програма и во новиот пристап на ВМРО ДПМН, ќе видите што значи и ќе треба да учите. И ќе треба да учите. Но господин Макрадули, дали ги знаете овие луѓе на сликава? Може да погледнете? Све ви се партиски другари. Мислам дека е Златко Марин, градоначалникот на најзагадената општина во Скопје. Господинот, исто наш бивш колега Петре Шилегов, градоначалник на најзагадениот град во Европа. Господинот Дамјан Манчевски, најкритикуваниот министер во извештаите на Европската Унија. И колегата Павле Богоевски, за кого што не сакам лошо да зборувам, човекот испадна единствен храбар од сите политичари во СДСМ, си поднесе оставка. За разлика од многу други кои што се уште седат тука и се уште седат во владата. Сега, вие, господине Макрадули, тупавте на тапани, дека кој се смени власта, ќе се расчисти загадувањето. Наместо тоа, ги намаливте средствата за заштита на животна средина. Што направивте, господине Макрадули, да ве прашам со згурата во Велес? И тоа што беше проектирано да се реализира, го стопиравте. Апсолутно. Беше одбрана компанија, завршен тендер и така надале. Зошто го стопиравте тоа, господине Макрадули? Зошто на згурата во Велес 3 години не е чепнато ништо? Имате одговор? Немате одговор. Југохром го затворивте, политички го затворивте Југохром. Политички го затворивте Југохром. Тврдам, по притисок на помалиот коалиционен партнер. Политички го затворивте Југохром. 800 луѓе, од кои што над 700 македонци останаа без работа. Кој е резултатот, господине Макрадули, со Тетовскиот крај и загадувањето? Овие денови поминав низ Тетов. Па штом го поминете Желино, луѓе внатре с филтри на колата влегува смрдеа. И сега вие испаѓате на говорници и кажувате превземаме мерки, подобро е. Не е подобро, господине Макрадули. Европските агенции ни кажуваат 3000 луѓе дека ни умираат годишно. Јас да бев на ваше место, тука ќе ја завршам со оваа мисла. Јас да бев на ваше место. Не денеска, господине Макрадули, вие сте искусен политичар и пратеник претходно. Не денеска.
од кога ние најавивме интерес за јавна расправа, требаше да ги повикате координаторите на пратеничките групи. Вие да покажете проактивност и интерес. А не ние тука да се молиме, со уцена дојде денеска денов. Одблокиравме неколку закони под уцена да не ставите точката. Не сакавте да дискутирате за точка. Не сакавте да дискутирате кој што не сака да се носи законот за отпад. Вие требаше да покажете проактивност, да ги викнете координаторите и да побарате секоја пратеничка група да ви даде по 5 мерки, по 10 мерки и заедно да правиме стратегија. А не идете тука, зборувате што правило ВМРО пред 10 години и на крај, ајде заедно да работиме. Господин Макредули, со задоволство ќе работиме заедно кога ќе бидете опозиција. Благодарам. Реплика